Професоре, родителите чии деца имаат состојба на аутизам реагираат дека не се прифатени од општеството и од државните институции. Најчест проблем е образованието на овие деца. Како се прифатени овие деца во училиштето, но и родителите на своите работни места? За жал, точна ви е констатацијата и жалбите на родителите се на место кога се жалат дека инклузијата на децата со аутистичен спектар на нарушувања не е на задоволително ниво, иако во последните години може да се забележат одредени придвижувања на позитивно, заради нашите притисоци како невладин сектор и како наука, односно како научници и лица кои што се бавиме со оваа проблематика во Сдруженијето. Успеваме да подигнеме јавната свесност за инклузијата во Република Македонија, а она што во моментот го имаме е тоа дека особено во предучилишните установи има доста проблеми, каде што децата со аутистичен спектар не се добро прифатени од градинките, од самите наставници, а во училиштата од пред некоја година започна вработувањето на дефектолозите, но тоа е најизразено само во градот Скопје, за разлика од тоа во другите градови во внатрешноста послабо оди вработувањето, и тука би апелирал до надлежното Министерство за образование и наука да овозможи повеќе средства, но не само и средства, но потребна и дополнителна едукација на дефектолозите или специјалните едукатори и рехабилитатори. Токму во таа насока и нашата конференција што сега ќе се одржи, ние како Македонско научно здружение за аутизам ја организираме на 1 ноември во музеот на македонската борба, каде што ќе имаме 20 гости од странство и каде што ќе бидат изложени теми од проектот кој што веќе 2 години успешно го работиме, европскиот проект, а тоа е за помош и поддршка во едукацијата на родителите на децата со аутизам, каде што ние им нудиме посебни образовни програми како родителите да се справат со детето во домашна атмосфера кога тоа има одредено нервозно или предизвикувачко однесување, ние го нарекуваме тоа, кога детето е, например, во пубертетот, како да се справат со тие ситуации, со покачувањата на хормоните и со тие, знаете, емотивни нарушувања кои што се јавуваат во текот на пубертетот, потоа како да се справат со исхраната. Знаеме дека одредени деца појавуваат одредени нарушувања и во исхраната, така да има серија, веќе одржавме серија на обуки во Скопје, во Охрид, Битола, во рамките на овој проект Велес. Офативме околу 70 родители и до крајот на проектот уште една година останува, ќе офатиме уште 30-тина. Професоре, сите прашуваме која е причината за аутизмот. Генетиката, некои ги обвинуваат вакцините, други ги обвинуваат што ние мајките во бремено се јадеме, колку конзерванси внесуваме, како воздух дишаме. Што кажувате вие, професорите од катедрата за дефектологија? Секогаш во основата стои генетската предиспозиција, тоа е докажано. Веќе се откриени неколку почетни гени, се работи за полигенско нарушување, значи тоа се повеќе гени, се претпоставува дека 10, 20 па и повеќе гени се вклучени во целата таа патофизиологија на настанокот на нарушувањето, и врз основа на таквата една лоша, би рекол, генетска состојба кај децата, мора да постојат и средински фактори, како што рековте, мошно е значајно како бремената жена се исхранува, дали прима, например, доволно фолна киселина, дали има вирусни и бактериски инфекции во текот на бременоста, сето тоа може да бидат тригер или откочувачки механизми. Потоа, дали во текот на бременоста има некакви акушерски абнормалности во смисол на пролонгирани крварења или во смисол, како што напоменав, инфекции одредени кои што можат подоцна да го откочат тој сплет на околности и да доведат до состојбата на аутизам. Потоа, секако дека има влијание, најновите студии покажуваат и загадувањето од околината, значи загадувањето со олово, со жива. Потоа имаме кадмиум, исто така се обвинува, и пестицидите и хербицидите кои што ги има насекаде околу нас во почвата, со кои што се запрешуваат некои од прехрамбените производи. А во однос на вакцините би напоменал дека вакцините сами по себе не можат да доведат до аутизам, но познати се сите оние несакани ефекти
од кои што ги даваат вакцините, но да не бидам сватен погрешно дека сум против вакцинирањето на македонските деца. Јас сум само за една поголема либерализација во однос на давање на право на родителот да одлучи дали неговото дете ќе биде вакцинирано.